Сентерлевиот рид се покажа бел на другата страна од големата вода. Од онаа страна на водата од каде ветрот доаѓаше со светл сјај. Сигурно таму се раѓаше сонцето. За да се дојде до Сентерлевиот рид, требаше да се измине целата вода. Многумина од децата веќе страстно се подготвуваа за еден ваков поход низ водата. Иако безумна, сета таа работа се покажа мощна и привлечна. Со денови се подготвувавме за еден таков пат. Проклет да бидам. Ние верувавме во една таква можност. Во една таква можност да се стигне до Сентерлевиот рид. Се разбира, тоа беше само еден можен план да се стигне до саканиот рид. Сета таа работа потоа остана само во пусти планови. Беше тоа едно прописно разочарување. Истата пролет некои деца од домот напредок, од некој сличен дом, што успеале да избегаат, кога стигнаа во градот и кога чуле за нашиот дом, без премислување летнале да се вратат. Сега таа братија беше за плачење. На човека му идеше и срамно и гнасно да ги гледа несреќниците. Секој од нив не беше јаден по неколку дена, лошо спани, криејќи се по плевни и бавчи, поцрнети од умора и глад, личеа на претепани ајванчиња. Тие веќе воопшто не можеа да мислат, да гледаат. Беа изгубени до немајкаде, заслепени. Се покажа дека било најубаво во домот. Можете ли да доживеете поголемо разочарување, поголема несреќа од таа што ја гледате и слушате од устата на вашите браќа кои исто така со денови, со ноќи, со векови се подготвувале за бегство. Се плашам воопшто да не постои тој толку примамлив рид. Таткото Лентености или пустињак на годишните времиња. Во домот најмалку 3 пати во месецот доаѓаат одговорни другари, добротвори, благодарни луѓе, граѓани, татковци, мајки во потрага по своите деца, задолжени активисти, предавачи, артистички групи, поети, морнари, секакви гомнари. Потоа си некои другари, другарка, лажовски, маши, женали, брат и сестра, чудовишта, инспектори за здравје и хигиена, едни вечно гладни луѓишта. Проклет да бидам. Со товари пред нив мораа да редат кога ручаа. Добро, нека јадат. Не ми беше за храната, сите крадеа. И успитувачи, и учители, одред. Ги замразив. И тоа од се повеќе во домот поради нивната крајна нечувствителност, лицемерност, несовесност. Проклет да бидам. За нив само едно како да беше важно. Чинијата да се треска, постојано да се треска. На дело, што се вели, ги замразивме. На најприроден начин, проклет да бидам, една таква омраза. Тие колку да беа умни и учени, колку илјада пати подобро да ги знаеа новите закони, по нив најправедно да се однесуваа, во тоа не можеа да имаат право по никој закон. Проклет да бидам. Во кој закон може да се предвиди таков црн параграф воспитувачите на најдрзок, најгруб начин да подкраднуваат од бедното следување што му припаѓа на едно дете. Отворено и бесрамно ни кусеа од лебот, го однесуваа во своите чанти. Зар во нивните големи чанти, проклет да бидам, носеа некакви книги, наука? Нели такво нешто прават подлеци? Кој се осмелува од гладни деца да закуси, од нивниот каса и да дрпне? Какви луѓе можеа тие да бидат? Како е нивното поведение? Проклет да бидам. Поведение? Како можеше тогаш таквиот нешто убаво да ти всади во душата, со унија да ти сипат од таквата наука, ништо не се задржува во глава. Од едно ти влегло, од друго ти излегло. Не ти е умот во неговите, можеби, поучителни, корисни зборови. Не ти го слушаш тој час. Ти просто го гледаш како те краде, како лако му се слади. Таму ти е сиот ум. Тој ти вели сонце, зрак или ангел, враг, а ти си мислиш пекол, мрак, арамија, подлец, крадец, од тебе ќе уча мука, така не било, ако сака цел живот неуки слепта останам. Проклет да бидам. Тоа беше во нашите мисли. Сеедно ги гледавме како јадат. Па се случуваше и кога ќе се продзеваа да им речеме на здравје крв да ви се стори, или благопријатно, големи успеси да ви се плодат. Колку да си неразумен и неук, чувствуваш нешто неправедно, тиранско. Душата ти е украле, чиниш. Во неа ја забодиле својата ненаситна муцка.
Тие луѓишта хигиенисти. Се колнам сите извештаи од ред беа со иста содржина. Состојбата одлична, особено во третото тримесечие подобрена, 100%. Семејството лажости како фабриканти се однесува, туку изфрла извештаи шупливи макарони. Проклет да бидам. На сите сектори лагата цутеше како пиреј. Се колнам, 100% лага. Подоцна многумина со тој късмет си прибавија одлични карактеристики, проклет да бидам. Се изделија како нешто особено. Морам да признам, од што навраќаа во домот по каква била работа, денес уште за стариот лентености можам да си спомнам живо и со радост. Проклет да бидам, со неизмерна радост. Секојдневно тој доаѓаше во домот и со своето како глувче подвижно конче на малечка двоколка ни носеше леп. Се уште среќно си спомнувам за тоа прекрасно старче, за оној црн леп донесен во двоколката. Но туку имаше и нешто друго. Пред стрикото лентености, татенцето како да ја немаше онаа страшна сила и суровост. Колку пати во својата најлуда безумна постапка ќе се запреше, кога ќе го чуеше сладкото звонење на копицата од кончето по калдрмчето, кога ќе го чуеше веселиот потпавен глас на стрикото лентености. Тој на чуден начин му го скрутуваше бесот. Од грубиот човек завчас правеше добар, од поулавениот благоразумно суштество. Стрикото Лентен беше единствениот, обичен, незначителен човек што имаше таква сила над татенцето. Токму тоа, таква голема, чудесна моќ да го запре во најголемиот бес. Најчудно беше што тој од време на време туку ќе ја дувнеше некаде, ќе се изгубеше. Го немаше со денови, со месеци. Понекогаш помислувавме дека веќе никогаш нема да се врати. Каде одеше, зошто толку се криеше, никој не знаеше. Еден Господ што се вели и неговата слаба душа тоа го знаеја. Но, точно кога мислевме ти повеќе нема да се врати, тој одеднаш сосема ненадејно туку ќе се јавеше како да изникнал од правта. Туку некоја рана изутрина ќе ве пробуди на сладкот звонкање на кончето, тоа негово непрестајно весело мрморење, подпевнување, и преку зидот да беше, ние веќе го гледавме како доаѓа, проклет да бидам, како некој голем маршал. Стриче Лентен, сонот ви се позлатил. Се вратил стрикото лентености, слушате како говорат децата и сите како под команда, тој час ќе летнат кон влезната врата за да го дочекаат. Чичко Лентен! Јавува. Некој случајно да не заспал, секој мораше да го поздрави неговото доаѓање. Лентен, Лентен! Од сите страни доаѓаше весела плискотница, еден врз друг преку ред, кој попрв да му ја стисне раката. Се поздравуваме како стари големи пријатели. Со време навикнавме на неговите се почести исчезнувања, на неговиот чуден живот. Токму затоа постарите домци измислија посебно име за стрикото Лентеноски. Го викаа пустињак на годишните времења. Секогаш кога се враќаше од неговиот за нас многу необичен пат, тој неизоставно ни донесуваше по една приказна и тоа секогаш сврзана со годишните времења. Ако беше лето, тогаш човекот од приказната одеше по прашлив пат низ ови пусти полења низ изгорени села. Стрикото Лентен напамет ги знаеше сите села и избројуваше 1 милион непознати краишта. Човекот долго непрестајно патуваше. Проклет да бидам. Измачуван од жета, со часови без водица, со изгорена душа, се колнам, така тој секогаш беше сам на пат. Каде одеше човекот? Ќе прашаше некој од децата во треска со солза во око. Па човекот, мило мое, нежно ќе му речеше стриче Лентен, човекот одеше по селата и по сите населби, по сите градови и домови, мило мое. Ние веќе знаевме, се колнам, и колку да беше тежок, мачен тој пат, сонцето немилостиво, патот отровен, тој издржуваше, ништо не можеше да го задржи, мило мое. Што бараше човекот стриче Лентен? Тихо со страв ќе испрашаше некој од децата. Човекот што бараше, Ќе го сукнеше малку генералското мустаче стрикото Лентен, ќе намигнеше од високо весело, па како кој знае колку да размислува, гледа во детето и најпосле ќе рече: Ами ништо, мило моје, пустињаче некој.
Во таков час тој секогаш некако вардеше да ја скубне, измислуваше секакви троштини, стоеше на нога, кончето го тереше да наведнува глава, да биде учено момче, да поздравува ученици, зашто тоа се многу учени луѓе, умни, зашто младите момченца се исто така едни такви добри кончиња, благородни. Потоа ќе почнеше да мјаука како маче, да испушта секакви гласови, како сојка, како кукавица. Измислуваше илјадници други игри, само некако да се ослободи. Но тоа беше невозможно. Од сите страни беше заграден со нашите жедни за искрени погледи. Нашите погледи го молеа, му велеа: речени старче, речени стриче Лентености, речени што барал тој човек. По неколку векови тоа го дознавме. Човекот ги барал своето семејство, својата куќа, своите деца, мајката на своите деца. Проклет да бидам, тоа барал човекот. Со треска во гласот потоа некој од децата ќе се осмелеше да праша: ами ги нашол ли човекот своите деца, чичко Лентен? Тогаш стрикото Лентености шерицки ќе си ја позанишеше главата лево-десно, ги нашол, не ги нашол, ништо не разбирате. Потоа дури тој почнуваше да ни раскажува со оној негов благ, добродушен глас. На самиот пат човекот го пресретнала есента, мило моје, страшната есен. Ох, проклета! Туку ќе ни се откинеше од градите. Проклета есен! Ќе преколневме. Проклета есен! Шепнеше и стариот Лентености. Проклето лошо време! Испушташе една кратка далечна насмевка, тоа како залутен зрак на небото во бура, тоа како виножито во пролет над полињата. Проклет да бидам! Стариот Лентености имаше виножито во очите. Потоа доаѓаше приказната за есента. Врнеа силни дождови, црни, матни, се превртуваше сета земја, се губеа сите патишта. Човекот пак како ништо да не се тие страшни студени дождови. Човекот како да ништо да не е штурата есен, темните и страшни дрвја, оголени, мртви. На човекот како да не му е грижа за есента. Човекот ништо го продолжува својот пат. Ни студени, ни страшни води, ни скалиште, ни стрње. Секаде каде ќе стигнеше се береа околу него, се чудеа каков е овој каллив, нечист човек, од каде е, што ѓавол е. Никој не се осмелуваше да му приде поблиску. Се плашеа да разговараат со него, се плашеа да го пуштат преку праг, се плашеа да му го гледаат лицето. А тој ништо, проклет да бидам, ништо не сакаше од луѓето, ни леп, ни вода, ни постелка, секолнам ги бараше само своите деца. Не му веруваа. Со голема неверица ги вртеа главите, го оставаа сам, велејќи му: што не прашаш нас несретнику? Не тија власта, оди ке власта, таа знае. Оди! Море, каков неразумен човек, да не е нешто грешен? Велеа луѓето. Што? Па и животното побргу би разбрало. Види го како гледа, какви му се очите. Грешен да му земеше на ластегра, кад ќе види убава. А што? Може би не е човек. Се поплукуваа жените во пазува, па потоа врескајќи ги собираа децата околу себе како квачки и се заклучуваа дома. А тој стриче Лентен? Некој дете праша липајќи. Чичкото Лентен тогаш замолчуваше подолго. Чудно изгледаше тоа мало човече во тој приквечерен час среде децата во пустиот, во глувиот дом. Молчеше како уловено, слабо врапченце. Со ситни живи очиња гледаше од дете во дете, сега и ние молкнувавме. Настануваше најглувиот час во домот. Проклет да бидам, се молкнуваше. Се чинеше во тој миг чичкото Лентености како да старееше за 1000 години одеднаш, неповратно. Проклет да бидам. 1000 години изгубен живот. Колку пати бевме решени да не го прашуваме за слични нешта, но никогаш не си достојувавме на зборот. Некој лош ѓавол не колкаше, не ни даваше мир. Еднаш сепак ја чувме целата приказна. Тоа било во зима. Првата зима по војната. Човекот се вратил во својот дом од војната и не го нашол својот дом. Човекот имал жена и 2 деца. Му рекле дека заминале во некое далечно планинско село. Таму останале до пролетта, му рекле. Жената ја нашле мртво во планината со нарамниче дрва завеана од снег. Сигурно им било студено на децата, живееле во некоја колипка на крај село. Проклет да бидам.
Сигурно многу им било студено на децата, што мајката во таков страшен виуличав ден морала да оди по дрвчиња во планината. Мајките не се плашат од снег. Од ништо не се плашат мајките кога им студи на децата. Проклет да бидам. Мајките се без страв, имаат само еден страв. Своите деца. Златните мајки, златната наша мајка. Се колнам, тоа е единствениот страв што живее во нив. Децата. Пролетта отпатувале и синовите. Некаде пред пролета со ветриштата, кога почнуваат да се топат снеговите. Најпрво се изгубило помалечкото. Еден ден не се вратило во колипката. Може би тоа дете пошло да ја бара мајката. Проклет да биде. Може би пошло по својата мајка. Потоа го нашле во полето во една нива, кога сосема се иступил снегот. Некојорач во орањето лежало на земја како некоја малечка птица со склопени крилја. Падната, сигурно убиена од северниот ветер. Како да си спиело со лицето на топлата земја меѓу жолти полски тревки, меѓу мали, што туку родени бубалчиња. Проклет да бидам. Орачот мислел дека детето спие, сонува. Тогаш дошол и поголемкиот, сам, како некое мало облаче се веел по патот. Бргу изминало по патот здраво и живо. Каде одело, што одело, не знаеле, не го прашале. Дете, што да се праша? Било заедно со своето шарено кученце Буби. Весело трчкале по раскопнетиот снег, греело сонцето. Проклет да бидам, сонце. Потоа, така трчајќи, детето и кученцето стигнале до некое друго село, непознато. Пошле в град, го виделе на некој брег, крај голема вода. Со часови лутал заедно со кученцето. Си играле со брановите. Го однесле во некој дом. Таа вечер не го чувме звоното што не викаше за строј. Никој немаше желба да се одлепи од местото, да го остави сам стрикото Лентеновски. Таа вечер, проклет да бидам, и последниот Серко можеше да издржи секаква казна. Што ви е, мали ѓаволи? Избезумено викаше дежурниот воспитувач. Ќе се построите или не? Ќе бидете казнети? Ќе останете без вечера? Цела ноќ можеше да вика по нас. Глупавиот пак да не имаше некоја друга работа. Беше слеп, не гледаше. Се колнам. Ние веќе не бевме во домот. Ние бевме далеку, многу далеку, на пат. Бевме низ полињата, низ селата, низ пештерите, низ снегот, низ водите, низ непознати населби и градишта, низ сите домови, насекаде каде се толчеше тој човек. Проклет да бидам. Насекаде ние бевме со него, заедно. Не удираше црн дожд, не убиваше силно сонце, се пробивавме низ најстрашна снежна фуртуна. Не, ништо не можеше да не врати од тој пат, да не оддели од тој човек. Секаде каде ќе сретневме луѓе, познати и непознати, добри и лоши, на сите им го кажувавме името на нашата мајка, името на нашиот татко, имињата на нашите сестри и браќа, нашите кришни знаци. О, Господе, може би сега тие имаат други имења, други знаци. Може би тие сега беа унгарци, руси, пољаци, французи, чеси, германци. Им го кажувавме прекрасниот сон за родниот крај, каде беше тој, нели си спомнувате, имаше еден рид со сонце изутрина, па потоа една мала рекичка. Оттаму во реката пак се протегаше шума, една сребрена, една златна шума и небото над неа исто такво, нели. А може би пак ние бевме заедно во еден дом, во една соба, проклет да бидам. Може би оној Методија Гришковски е твојот брат, Исрот, невозможно. Се колнам, не си ги познававме сестрите, браќата. О, ние мораше да ги пронајдеме. Ништо не ќе може да не врати од тој пат. Ќе бидете затворени во подремот? Избезумуваше Оливера Срезовска, помошник управителот. Не стана никој, сите бевме сити. Како слепи, како земени потоа, кој каде му гледа очите, тргнавме низ двориштето, низ спалните. Место не земаше, де се качувавме во собите, де излегувавме, се колнам, патувавме со тој човек. Уште истата ноќ стриче Лентен се изгуби. Беше доцна лето, може би есен. Се селеа птиците, никој точно не знаеше. Се колнам, сите деца беа со стрикото Лентеновски. Од се најмногу сакавме да се врати. Уште еднаш да се врати заедно со својот син. И ако сака, потоа никогаш повеќе нека не доаѓа во домот.
Проклет да бидам. Секоја изутрина разбуди се и туку гледаш сите деца како зајаци ги начулиле ушите, се вратил Истриче Лентен, ќе го чуете доаѓањето на количето и нешто ве подмаму, мислите, пак се вратил. Без душа се стрчувате во двориштето, голи и боси. Одвај срцето издржува додека не се отвори таа проклета врата, иако знаете дека не е тој, чекате. Тоа потреа неколку векови. Зимата на 15 февруари тој се врати. Тоа беше изутрина, бевме во строј, ја пеевме химната. Проклето бидам, химната. Но, кога низ вратата, Тивко како глувче се мушна Стриче Лентен, кога ја видовме неговата подгрбавена, смалена фигура, сите како под команда занемевме. Тој како да сакаше да се омнори, малку се позадржа кај вратата. Тогаш едно од децата, едно мало ѓаволче, како стрела, излета од стројот и како дрвено, како давено од некого очајнички крикна: "Татко Лентен!" Проклет да бидам. Со сета сила му се висна околу вратот. "Татко Лентен!" мрмореше. "Знаев ти ќе се вратиш." Непрестојно мрмореше. "Знаев ти си мој татко." "Сине мој, синко мој, мило мој." Го зеде Стрико Лентен и, веќе не изустувајќи ни еден збор, полека, како крадец ја шмугна зад вратата. Татенцето Аритон ја ковлести како ништо да не се случило и даде знак да продолжиме со пеењето на химната. Проклет да бидам. Прв пат ја запеавме од се срце, прв пат со љубов. Требаше да го видите ките новиот син. Тој толку беше занесен, отпатуван, што не забележал дека завршивме со пеењето, дека знамето веќе се вееше. Тој во својот занес продолжи да пее. Проклет да бидам. Тој пееше. Чудно, невистинито, магично звучеше неговиот слаб, зарипнат глас. Проклет да бидам. Кога се пее химната, мирно се стои. Кейтен пееше слободно, среќно пееше, а ние сите стоевме мирно во строј. Сигурно не видел, сигурно беше на едно од оние негови таинствени големи скитничења. Голема, слободна водо! Срцето кликаше од радост.